Петок 11 април, кратки вести во 12 часот. Во полуотворениот дел од затворот во Охрид има 11 лица и уште 6 во делот за осудени малолетници, реагира ВД директорот Климен Совковски по објавата на ТВ Телма, која ја пренесе и Охрид прес дека затворот во Охрид е речиси празен, а пополнетоста е само 11%. Совковски вели дека притворскиот дел има капацитет од 18 легла, а моментално се пополнети 11. Објавените информации беа дел од ревизорскиот извештај за успешноста на реформите во затворскиот систем од 2021 до 2023 година, во кој се констатира дека пренатрупаноста, недоволните инвестиции во инфраструктурата, недостатокот на медицински персонал и несоодветната техничка опременост влијаат негативно врз обезбедувањето хумани услови за затворениците. Ке се реновира централниот објект на Шпарка се банка во Охрид, некогашната Охридска банка. Активностите ќе започнат од понеделник 14 април. Од банката информираат дека целта е подобрување на квалитетот на услугите и создавање на поудобно банкарско искуство за клиентите. Во меѓувреме граѓаните ќе може да ги користат услугите во експозитурите медицински центари и мини-маркет кои продолжуваат со работа во полн капацитет. Македонскиот поет, охридјанецот Славе Ѓоргодимовски и српската поетеса Радмила Лазиќ се годинашните добитници на наградата Книжевен жезол на Друштвото на писателите на Македонија. Оваа традиционална награда за животен опус, најголемата што ја доделува друштвото, се состои од статуетка и од плакета, а на добитниците ќе им биде врачена на манифестацијата Празник на липите, што ќе се одржи на 13 и 14 јуни во Скопје. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува умерен повремено засилен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.